Здраво на сите, слушате нов, свеж, тазе подкаст од серијата аудио емисии кои што ги нарекавме You Think, каде ќе зборуваме, дискутираме и пред се критички ќе размислуваме за теми поврзани со медиумската писменост, но не само на медиумска писменост во смисла на медиумска писменост, у смисла на не само пораки и содржини кои простигнуваат од различните видови медиуми, но и исто така и за начините и вештините за нивно разбирање, за приспособување во секојдневниот живот. И збориме со една палета од различни луѓе кои што комуницираат, интерпретираат, ја изучуваат, ја предаваат и на секаков вид начин се во допир со медиумската писменост и се она што значи медиумската писменост во секојдневниот живот. Со мене денес како имам Михајло Лахтов, кој што е директор на проектот на USAID за медиумска писменост, младите размислуваат. Здраво, Михајло. Здраво, здраво. Убаво што ни дојде тука во студио. Се наместивме, малце со микрофоните, тука 10 минути чека, пушти микрофон, не работи микрофонот, мислам дека не слушате и окей, ќе видиме. Го спомнав проектот Младите размислуваат, интересно е што Михајло е еден своевиден пресврт, би рекол, во кој се работи медиумската писменост, од причина што ќе се работи на вклучување неизино во наставни програми, ќе се едуцираат млади од прво одделение па се до студенти на факултетите, би рекол, како една, ќе се вклучат меѓувремено и професори, наставници, сите оние кои што имаат допирна точка со сите ова, паралелно ќе има и обуки, ресурси, материјали, прирачници. Од една страна, целта е да се изгради отпорност од се она што и самите медиуми, самите експерти, и самите новинари ние кажуваме како дезинформации што стига до сите реципиенти, а од исто време да се гради едно активно, одговорно граѓанство што викавме. Сега Лахтов, човек би рекол кој што е една од клучните фигури што во целиот овој процес влегува е движечка сила за да може да се помрднува целата работа, она што се вика се медиумска писменост. Лахтов, веројатно не за џабе крстено ова Младите размислуваат, затоа што веројатно за да може да зборуваме за се она што ја врзува медиумска писменост во секојдневието, во офлайн и во онлайн светот, ајде да речеме, прво мора младите да почнат да размислуваат, па после да размислуваме за ние за како сите тие начини, пракси и сето она што значи медиумска писменост да ја внесеме во секојдневието, па потоа во формалното образование. Па да, така некако. Медиумската писменост е само едно продолжување на писменоста, на генералната писменост. И сега ние гледаме дека во последните години науката, теоријата се обидува да направи некаква диференцијација што е дигитална писменост, што е научна писменост, така натаму. Меѓутоа на едно базично ниво ние треба да зборуваме генерално за писменост. Што е писменост? Иако пред години писменоста значела способност да се чита и пишува, во последните години писменоста значи нешто многу повеќе, значи начинот на кој што го разбираме тоа што го читаме, слушаме, гледаме, како знаеме, како го препознаваме, како знаеме да го искористиме во иднина во тоа што го работиме или во начинот на кој што функционираме. И писменоста уште значи и создавање, или медиумската писменост генерално значи создавање на медиумски пораки содржини, затоа што светот се менува, светот е сменет драстично во последните 10-20 години, каде што ние, граѓаните или и студентите, младите, учениците, од обични само конзументи на медиумски пораки, секојдневно, преку традиционалните медиуми, да речеме преку телевизија, радио и печат, одеднаш стана активни партиципиенти во целава ова ситуација, односно тие добиваат медиумски пораки секојдневно,
меѓутоа и почнува и создаваат. Значи создаваат постови на Facebook, создаваат различни фотографии, видеа на Instagram, TikTok и така натаму. Значи користење у смисла не само за информирање, туку за комуницирање, но за функционирање. би рекол и за себе представување пред на светот, нели, истовремено. Да, одеднаш стана неверојатно важно да ние секојдневно се представуваме, презентираме на светот. И тоа се феномени, ајде да речем во последните 10-15 години, ти памтиш, ние сме некои други генерации каде што, да речеме, им требаше на моите пола сат мене и брат ми да не натераат да се фотографираме некаде. Никој од нас не сакаше да се фотографира на роден ден и слави, на одмор и така натаму. Затоа кога ги погледнеш албумите, вкупно имаме 20-30 фотографии од младоста и одеднашка дојде време каде што ние правиме по 50 фотографии дневно. Од нас во кујна, од нас во ресторан, од нас на плажа. Сега. Од јадење, од... Да, и животот се промени, навиките се менуваат и потребите се менуваат. Потребите кај луѓето се изменети целосно. Да се надоврзам на воведот твој, ти го спомна проектот кој што го започнавме лани, веќе цела година го работиме, тоа е проект на USAID за медиумска писменост, младите размислуваат. Или You Think, на англиски, така како што се вика. Да, кованица интересна е. Да, овој серијал на подкасти. И искористи еден интересен збор, направивме пресврт. Мислам дека почнавме да работиме во едно поле во кое што мораше да се работи, а тоа е формалното образование. Затоа што медиумската писменост кај нас преку проекти, различни активности се третира, се работи од 2005-2006 година. Да, знам, ама Михајло, она што викаш добро е, пресврт што кажав, ти што го продолжи. Значи, некако како да беше заглавена медиумската писменост само во невладиниот сектор и само низ различни проекти кои што не го внесуваа формалното образование. Имаше неформално образование, тие тераме, Институт за комуникацијски студии, Македонски институт за медиуми, МОВ го тераше, некои други организации го тераа во своите проекти, ама немаше внес да ги повлечеш и наставниците, да ги повлечеш и професорите, и студентите, и средношколците, нели, мислам као таа дупка кој да имаше таму нека. Затоа го реков пресврт. Да, така. Сите три организации што ги спомна се и наши партнери во проектот и сите три мислам дека имаат многу искуство и знаење во ова што го правиме и токму така да се работи со формалното образование е сериозен предизвик. Не е едноставно затоа што вклучува многу институции, многу фактори, многу индикатори се вклучени во сето тоа. И тоа што ние се обидуваме да направиме е да влеземе во наставните програми. Не се обидуваме, него го правиме. Заедно со Бирото за развој на образование, веќе влеговме во второ оделение, во пето оделение и го следиме нивното темпо на ревизија на наставните програми. Тоа што значи? Тоа значи дека учениците од 1 септември оваа година, учениците во второ оделение и во пето оделение, дел од наставната програма ќе покрива медиумска писменост. Дел од нивните учебници ќе содржат лекции од медиумска писменост. Меѓутоа, ние паралелно работиме и на обука на наставниците кои што тоа ќе го работат. Сега обучуваме 100 наставници обучувачи, така ги нарекуваме, тие ќе продолжат после да работат со нивните колеги и така натаму. Тоа е на оној принцип teaching of teachers, да речеме, што више што е базиран, најде да речеме, од една страна имаме врсничка едукација, teaching of teachers како некоја peer to peer, да. Токму тоа и различни модели вклучуваме, ќе се вклучиме во обуките на Биро да покриеме што поголем број на наставници, правиме прирачник заедно со Бирото за наставници од прво до пето оделение, кои што веќе ќе имаат една сериозна содржина. И тоа сега да не го објаснувам, тоа е сериозен процес, но тоа што е многу важно е тоа што ти го спомна,
влезе во формалното образование. И неформалното образование е исто толку важно, тоа што го правиме веќе сите кои што сме во областа 20 на години. Апсолутно, таму е знаењето, таму е искуството во неформалното. Зборам сега паралелен процес, нели? Да. Многу важен процес. Многу се радувам дека започна успешно. Многу се радувам дека веќе влегуваме во редот на држави, на сериозни држави кои што ја имаат медиумската писменост во наставните програми веќе со години. Повеќе од 20, 30, 40 години, теми како Канада, Финска, така, не знам, Данска, Австралија, кои што ги третираат овие теми со различни имиња, да речеме во Финска уште од 80-тите години во наставните програми вие имате еден вид на обука за медиумите, нивното значење, како функционираат, тоа не се нарекувало медиумска писменост, тоа што е модерен термин денеска. Меѓутоа сето тоа е, ајде да кажам, спаѓа во исто лонче, влегува во иста капа. Ги спомена, ме интересира наставниците. Како мислиш, како ќе реагираат тие, затоа што имаш еве ти години различни трендови, Михајло, во образованието и различни учебници, книги кои што више од една страна од граѓанскиот сектор се критикуваат, нели, дека не се менуваат, дека нема подобрување, не се следат светските трендови. Како мислиш сега професорите ќе има свич кај нив за нешто ново што ќе се случува, за нешто ново што треба понатаму да го продолжат и самите тие да го продолжат како на своите други професори, па ниве ги учуваат? Па јас сум генерално сум оптимист за се. Да. Во животот. Да, затоа не би ни влегол у проектот на крајава, така. Јас критикувам процеси, некогаш се разочарувам, но генерално имам еден оптимистички став. И кога работите не одат во насока во која што сметам дека треба да одат, сепак не ме напушта тој оптимизам. Кога се работи за наставниците, не сум од оние кои што ги критикува, кои што вели наставниците се катастрофа, затоа имаме такво образование. Не. Мислам дека и тие се помалку жртви на тоа што ни се случува нас години со ред, и тие се, ајде да кажам, збунети, конфузни во целиот овој процес на реформи започнати, недовршени, прекинати, почнати одново и така натаму. Тоа што нас во образованието ни треба еден континуиран, систематски начин на реформирање на образованието. Тоа значи дека кога некоја постава во министерството ќе ги започне реформите, секоја наредна постава да продолжи да ги спроведува во некоја насока која што е претходно утврдена или договорена така натаму, без промената на власт да влијае на тоа како се поставени работите. Да. Значи, ако ние се договориме дека ќе го реформираме образованието во основното образование и средното образование, тоа кога викам ќе се договориме, треба да се договорат консензус е општествен консензус да има уствари на луѓето, експертите кои што работат во областа, луѓето кои што се стручни и имаат некаков консензус дека треба тоа е окей за цела држава и за младина и за сите на крај. Да, и на крајот денеска пак да се вратам на медиумската писменост, денеска живееме во свет на глобални комуникации каде што се ти е достапно на клик. Да. Секој се што сакате да го прашате, може да го дознаете за многу кратко време. И тоа значи дека не мора да се измислува топла вода. Системи кои што функционираат, кои што одлично функционираат и кои што направиле сериозни реформи и во образованието. Тука спомнувам повторно мојата тема вклучување на медиумската писменост и на такви теми. Може да се искористат како основа и да се адаптираат во контекст на
нашите прилики, на нашите потреби, на општеството во кое што живееме. Така изгледа тоа. И кога ние ќе договориме некаков систем и почнеме да го спроведуваме низ години, сметам дека нема да зборуваме за никаков проблем наставниците дали ќе прифатат или така натаму. Наставниците со соодветно образование, дополнителни обуки и така натаму, многу лесно ќе се адаптираат на системот кој што ќе продолжи да функционира. Така што ние веќе направивме една голема обука на повеќе од 100 наставници и фидбекот кој што го добивме од одговорот е одличен. Значи, тоа се луѓе кои што се желни да учат нови работи и себе да се надградуваат, и тие потоа да ги применуваат или да ги пренесуваат на новите генерации. Кај тие луѓе има многу ентузијасти, многу луѓе подготвени за желни да учат ново и желни да бидат подобри професори, подобри едукатори. Тие обуки помина одлично. Јас нема да кажам дека сум изненаден, затоа што не сум, затоа што со таа група на луѓе работам веќе со години. Јас сум работел со многу наставници, професори во средно образование, од основно образование, факултети и така натаму. Тоа се прекрасни луѓе. Луѓе кои што се одлучиле сопствените знаења да ги пренесуваат на други луѓе, на новите генерации. Тоа само по себе си кажува со каков тип на луѓе. Ама ја гледаат Михајло веројатно по широката слика, што значи што треба и кој е нивниот внес во целиот тој филм, во целата таа приказна за да даат себе, за да направат за мнозинството да биде подобро. Ама знаеш што е битно, ова ти го кажувам, затоа што од друга страна имавме претходно отворени денови во Радио МОВ држевме каде што доаѓаат средношколци, студенти. Сега збориме за медиумска писменост, пораки, користење на медиумик, вештини за распознавање дезинформации, така манипулации и така натаму. И сите овие работи по големиот дел не викаат луѓе, вие окей што ни кажувате, но кога ќе одиме на средна школа и у школа, остануваат меѓу нас. Ние не комуницираме со професорката, не сваќа што ние збориме меѓу нас. Нема комуникација да продолжи меѓу нив и останува меѓу нас. И вие ќе ни ги кажете, ние ќе си климнеме со главата и толку. Сегаш. Шаше, тоа е во суштина дел од еден сериозен процес, не едноставен, нема тука едноставен одговор на ваквиот момент. Тие наставници или тие педагошки просветни работници, извини, исто така треба да поминат низ образовни процеси кои што на тоа ќе им обрнат внимание. Начинот на кој што комуницираат со учениците, начинот на кој што општат, што новите генерации, како изгледаат новите генерации, како се менуваат, како тие комуницираат меѓу себе. Треба да почнат да ги разбираат така натаму. Сето тоа е. И сега се почнува од некаде. Тоа што ние го правиме, јас секогаш и на мојот тим му велам. Ние нема да го, кога ќе заврши нашиот проект, не можеме да кажеме дека еве сега сите наставници се медиумски писмени, сите ученици ќе бидат. Не, ние имаме една медиумска бубачка која што пробуваме да ја протнеме секаде. Едно мало вирусче позитивно, од позитивна смисла за вируси, смисла не се позитивни, особено последни неколку години, ама ние се обидуваме тоа вирусче да го прошириме што повеќе, да луѓето малце почнуваат поинаку да ги гледаат работите. Во тоа се работи. Нема сега медиумската писменост не е наука, не е екзактна наука. Вие не учите сериозни работи кои што потоа ова го научив, сега ќе го. Многу малку има дел од вештини. Постојат вештини како да проверуваме и така натаму. Меѓутоа генерално се состои од концепт кој што те тера да размислуваш на поинаков начин. А тој поинаков начин е
критичко размислување. Тука е споната, тука е поврзаноста. Што значи тоа? Критичкото размислување многу едноставно е поставување прашање. И ние кога ќе обучуваме наставници, тие ќе обучуваат ученици, студенти да поставуваат прашања за се, да ги како ги викаат to challenge their thoughts или да ги предизвикуваат своите ставови првенствено. Не тезите со кои не се согласуваат. Пошто е лесно, јас не се согласувам со своите тези и имам прашања. Не, своите тези ти запрашај се или биди критички расположен кон сопствените тези и постави прашања. Тука е кога ќе создаваме такви генерации, тука ќе се промени. Кога вие нешто гледате на телевизијата која што ви е омилена, кај водителот кој што ви е омилен, гостинот со кој што се согласувате, тука да ги поставите прашањата пред себе и критички да размислувате, тука се менува општеството. Тука е моментот на демократски пресврт во едно општество. Апсолутно, ама гледа Михајло, од друга страна, собствените тези но имам една друга работа, гледаш да си поставиш прашање, чека малце, сите така викаат. Зашто сите така викаат? Чекај малце, јас што мислам за тоа? Јас што викам за тоа? Зашто ја треба да имам Чекај, јас што да проверам дали е тоа така за да добиам ја мислење некаква теза и после си ја проверам понатаму таа моја теза, нели? Да имам некој систем за да проверка и на моето, така? Дефинитивно. Има ние развивме една методологија која се вика учиме да распознаваме или learn to discern. Таа е развиена од IREX, организацијата која што го спроведува овој цел проект. И е развиена некаде пред речиси 10 години, некаде 2012-13 година и се спроведува во повеќе од 20 земји. Вклучително и Македонија, ние се раководиме со таа методологија. И таа развива различни концепти, меѓу другото во македонската верзија, таа која што ние адаптиравме, вклучивме неколку принципи кои што јас сметав дека се многу важни и треба да влезат во тој концепт. А тоа е како прво да се биде скептичен. Генерално скептичен. Секој човек треба да има скепса во себе. Кога ти ми зборуваш нешто, за било што, ти ми зборуваш дека јас и ти сме и двајцата фанови на Ливерпул, големи, тоа е нешто што не поврзува. Меѓутоа ти кога ќе ми кажеш еве Ливерпул се подготвува, ќе го купи овој играч, автоматски кај мене да се развие една скепса да јас ги проверам тие информации. Јас тебе ти верувам. Меѓутоа имам скепса кон се додека не го проверам. Особено работите кои што се важни за мене или работите кои што ме интересираат. И сега, вториот принцип е скептични кон се, но не подеднакво скептични. Тоа значи, не подеднакво, не можам јас на исти кантар да ги ставам, се фативме за Ливерпул, оние петпарачки портали кои што ловат кликови, кои што ќе пишуваат трансфер за ова, трансфер за она. И ние постојано знаеме дека никогаш не испаѓа дека е само еден лов на кликови. И на иста страна да го ставиме, еве, официјалниот портал на Ливерпул. Официјалниот портал на Ливерпул е официјална институција и јас не го верувам најмногу, иако некогаш имам скепс, некогаш и тие знаат да направат грешка, како што и најдобрите прават грешка. Или This is Anfield, еден реномиран сајт кој што го следиме. И меѓутоа тие прават грешки, иако се многу професионални работи, професионални. Апсолутно, има на пример Ливерпул Ехо, има еден весник кој што е таму, кој што ги врзува и Евертон и Ливерпул Ехо. Јас сум и сега од новинарски аспект гледам дека прават некој, јас лично им пишувам некогаш Михајло. Им пишувам на самиот, им пишувам упораки, дечки, знам ова како направив, ама ова не ви требаше вака да го направите.
И значи јас сум го согледал тога, ги следам више и знам они како прават, Да. и знам дека добра им е идејата. Благородна идеја имаат тимот кој што сите го сакаме да известуваат за, но внатре нешто не стима. И јас тоа сум го гледам и ми кажувам, дечки, дај смене тоа, не? И тоа е окей, мислам, и другите треба да им кажуваат, за да се стварува една мрежа на доверба на крај крајава. Фидбек да има меѓу Така е. читатели, Дефинитивно, знаеш, дефинитивно. критички осврди има, тука се создава нели подобар медиум, така се создава на крај крајава. Сега, како трет принцип, затоа што се фатив со Ливерпул со фудбалот, трет принцип е многу важен, е излегување од своите комфорт зони или од своите ехо комори, ги нарекуваат, или уште еден термин, од својот бабел или од својот мер на сапуница, затоа што сите ние си живееме во собствени меури. И не сме ни свесни некогаш дека живееме околу тоа, нели? Како македонците сиромашни, види какви коли се возат. А вие седите во Дебар мало, во Наџак, поминуваат и живеете, не ни имате чувство за Македонија, не имате чувство што се случува во Мариово, што се случува во Кочани. Да. Не имате чувство што се случува надвор од Дебар мало, од тие еден час на преубави коли кои што ќе поминат пред местото каде што седите. Тоа е излегување од собственијата ехокомора. Ехокомора се вика затоа што ние постојано сакаме да си го слушнеме ехото на собствениот глас. И кога ќе кажеме Ливерпул е најдобар тим на светот, од другата страна да слушнеме да, најдобар тим на светот. Ама излегување од тоа удобство значи да читаме, слушаме, гледаме и медиуми, луѓе, експерти кои што не размислуваат како нас, размислуваат различно. Барем да слушнеме другата страна, барем да слушнеме кои се аргументите на другата теза. И кога ќе ги читаме и медиумите кои што ги пишуваат за Евертон и за Манчестер Юнајтед, особено за Манчестер Юнајтед не можам баш да кажам дека би сакал да читам, ама некогаш се трудам да прочитам, да видам тие како ги гледаат, ние сме воодушевени. Поимањето за работите, супер, целосната слика, објективната слика што викаме новинарски. Тоа е излегување за тоа што човекот кој што излегува од своето удобство, од својот бабел, ги следи и останатите, и оние со кои што не се согласува, е способен да прави промена. А луѓе кои што не се менуваат, тие не еволуираат. Луѓе кои што не еволуираат, не може да носат промена нити за луѓето околу себе, нити за општеството. Тие луѓе, да кажам, не носат вредност. Само луѓе кои што еволуираат носат вредност. Не може вие да сте размислувале на 20 години исто како што размислувате сега. Не ги менувате своите ставови. Не е страшно дека на 20 години сте имале, не знам, националистички ставови, сте мислеле дека само вашата нација е најдобра, дека не знам, ЛГБТ заедницата не треба да добие поддршка, не треба да има прајд, не треба. Тоа не е страшно човекот расне и учи. Страшно е ако после 30 години вие сте се задржале со истите тие ставови, дека не се движите, дека не сакате да погледнете дека постојат луѓе кои функционираат и размислуваат малку поинаку од вас. И тие луѓе имаат исто право како вас да функционираат во системот, да ги добијат истите удобства кои што вие ги добивате или истите работи кои од системот и така натаму. Тоа е. Спомна еволуција, интересно, спомна и Ирекс. Ирекс читав на сега пред некој предпретходната бас некои записи од Ирекс кои доаѓа, кои што зборува баш за таа еволуција и на самите медиуми и сваќањето за самите медиуми, што значи медиум и она класичните медиуми, нели, порано да речеме, самите
На времето медиум поимавме, нели, телевизија, печат. Денеска зборуваме и за онлайн медиуми, за портали, за социјални мрежи, за влогирање и јутубирање, на крај крајава, каде што крај крајава се пренесуваат некакви информации и пораки. Треба ли, сега моето прашање, медиум до тебе да го разбираме само оној простор каде што имаат удел професионалната медиумска заедница, или пак сите оние заедници кои што нашле некоја своја платформа за да комуницираат, се договараат, да добиваат некаква, да се хранат со некакви информации преку од популарната култура или алтернативни видеови, медиуми, whatever, нели, при масовна комуникација. Тука како треба медиумите да еволуираат и како медиумската писменост наоѓа своја примена во сета ова еволуција на менување на медиумите. Да почнам од другата страна. Од позади, Од позади. Медиумската писменост е фактички едно огромно поле на различни области, опфаќа многу различни сегменти, почнувајќи од тоа каков е нашиот пристап до информации, Да. или до медиуми, и до тоа колку ние знаеме да ги анализираме содржините, а да ги анализираме, тоа значи да сватиме што е тоа што го гледаме, или да сватиме кој го прави, зошто го прави, какви техники користи, што носи пораката, а што не содржи, така натаму. Меѓутоа, исто така медиумската писменост ни помага и да почнеме да подобро да ги евалуираме тие содржини. А евалуирање значи да им дадеме оценка. Да кажеме, ова е добро, ова е помалку добро, ова е катастрофа, Да, ова е да, професионална вест, информација, ова е само жолт печат или ова е само, не знам, кликбейт или така натаму. И на крајот медиумската писменост научи да создаваме или да креираме медиумски содржини. И последниот момент е како ние сето тоа во животот можеме да го користиме, да, не да го да, научиме, да, не? да, да, Ние, да. нели, тоа е образованието Да, на да. 21 век. Тоа е образованието на новиот милениум. Како ние функционалната писменост, Да, како да, ние да. ќе ги користиме работите што ги учиме. Е фино што цел живот еве јас и ти сме поминале и основно и средно и факултет и Да, така, се е тоа окей, сме научиле милион работи. Како им наоѓаме примена во и медиумската писменост токму тоа. Не е поентата, сега се враќам на твоето прашање од почетокот, не е поентата да ние научиме дефиницијата за медиум. Апсолутно. Поентата е како ние тоа ќе го исползуваме во животот. А според мене, еве сега конкретно, за да не избегам од прашањето, јас дефиниции не сакам многу, меѓутоа сакам кога на почетокот ги разграничуваме работите и знаеме за што зборуваме. Медиум, во смислата во која што јас го разбирам и сакам да го разбирам медиумот, е она што се наоѓа помеѓу тој што ги испраќа информациите и тој што ги прима. Да. Значи, во една традиционална смисла било, нели, традиционалните медиуми. Преку телевизорот е медиум. Да. Ама некој преку него ја испраќа информацијата, а ние како гледачи ја добиваме. И во таа традиционална смисла, и сите традиционални медиуми, и весниците, и радиото, и телевизијата, ја има таа еднонасочност. Да. А еднонасочноста значи дека јас како оној кој што се наоѓа на оваа страна, на приматели, тој што прима, единствено, начинот за фидбек или начинот да одговори, начинот да го каже своето мислење му е сведен на, ајде да не кажеме 0, него на 1%. Тоа значи дека ако читате весник и не се сложувате со, зборувам на времето, и не сте се сложувале со тоа што е напишано или со колумната на некој, вие сте можеле да напишете писмо, да го пратите во весникот, тоа татко ме го правеше. Дедо ми особено. Редовно го правеше, им пишуваше писма кои што никогаш не ги објавува, затоа што стигнува 500 писма, они објавува 1-2 на некој
реномиран универзитетски професор. Ама лимитиран беше местото во вестниците, така. Да. Кога гледавте вести на телевизија, кога ќе се изнервираше дедо ми, или ќе го фрлеше далечинскиот управувач, да бидам, јас сум македонист по вокација и сите колеги ми замеруваат кога користам многу жаргон. Кога можеше тоа дедо ми да опцуе, да смени канал, не можеше затоа што постоја МТВ1 и евентуално после МТВ2 немаше многу можност за да го каже своето мислење. Тоа што ги разликува денешните медиуми, зборувам за новите дигиталните медиуми, е повеќе насочноста, затоа што тие, кога некој испраќа порака преку тој медиум, може да биде и Facebook, може да биде портал, може да биде YouTube, може да биде што сака, блог, таа информација или таа порака, медиумска порака стигнува до мене, ја во истиот момент има милион начини како да одговорам на тоа, како да го кажам своето мислење, како да испратам своја сопствена медиумска порака и во истиот момент јас станувам испраќач. Па тој станува, ме разбираш колку е колку е тој сложен процес. Сега, ние од пасивни приматели на информации, одеднашка станавме тие кои што учествуваат, активно учествуваат во целиот процес. Новите генерации нема да име проблем, затоа што тие се digital natives, или родени во време кога веќе све постоело дигитално. Меѓутоа, генерациите и наши, а особено нашите родители, се најдоа во небрано. Па така, чичко ми, место да му напише порака на братучет му во месенџер, ке му напише на статус ѓубре едно, зашто не се јавуваш. Па сите ме разбира, и јас мене ми е смешно, и мене ми е интересно, ама ја разбирам нивниот проблем, си одеднаш се наоѓаш во една ситуација во која што не си комфорен, не си удобен, треба да учиш. Луѓето како поминуваат годините, се помалку сакаат да учат нови работи, се помалку се подготвени. Ама, знаеш, интересно спомна сега во јавен простор, од друга страна, нели сите разговараме, послободни сме во комуникација во целиот тој јавен медиумски социјален простор, нели? Но интересно е тука дали доаѓаме до ситуација кога сите имаме можност да бидеме да зборуваме и некогаш дури можеби се криеме во целата таа наша комфорт зона за да скажуваме се од дома, нели? И тука можеби треба да збориме и за одговорноста која што медиумската писменост ја има како дел од како еден посебен дел да посочи на одговорноста на сите више кога имаме таа можност да комуницираме, дека не сме во паралелен универзум, дека ако сме за тастатура, па можеме и да пцуеме, можеме и да се закануваме некој, да претеруваме она што ни е дадено, нели, како зона, дека не живееме ние во паралелен свет, тука сме нели за тастатура, па можеме да бидеме кои сакаме и никој не гледа, а сите не гледа. Точно тоа. Тука е друг интересен аспект. Затоа го спомнав дека новото време, новите предизвици и новите навики значат дека, како што кажав претходно, дека одеднаш и ние сме активни учесници. И како активни учесници одеднаш добиваме многу можности. Значи, ако се организира протест за чист воздух, порано единствени алатки ни беа традиционалните медиуми, ако тие не објават соопштение или никој нема да дознае. Многу е тешко да денеска го имаме тој луксус да со помош на социјалните мрежи, преку Твитер, преку Facebook, да ние информираме огромен број на луѓе за некаква активност, за позитивни работи, за тоа што го правиме. И тоа од друга страна ја имаме и одговорноста за тоа како се однесуваме и што правиме. Тоа значи дека
ако ние постојано ламентираме лажни вести, се е пуно со лажни вести, господо, драги другари и другарки, се е пуно лажни вести и поради тоа што и ние самите ги шириме. Затоа што немаме критички однос кон нив, не ги проверуваме, него автоматски стиснуваме шер. На тој начин се шират. Нема други начини на кои што се веројатно Михајло, секој што е дел, што учествува во тој социјален, комуниколошки, отворен, јавен простор, мора да знае дека секој еден негов збор таму некаде прави она што се вика butterfly ефект, домино ефект, некаде менува нешто, некаде некоја случка настана, нечие поимање за некоја случка на крај крајава, така? Ќе го кажам во бројки. Денешните весници кои што има сериозна улога низ години, ама денеска има тиражи, еве да кажеме 2, 3, 5.000 примероци. Ќе ги прочитаат 5.000 луѓе во печатена форма. Додека некој инфлуенсер може да има 100.000, 200.000, зборувам кај нас, луѓе кои што се многу важни и се влијаат на донесувањето, влијаат на мислењето на луѓето, и ти имат по 100.000, 200.000 следбеници, кога ќе напишат нешто, ќе ги прочитаат, ќе ги прочити многу сериозна бројка на луѓе. И самото тоа ни кажува дека нас некој не следи, нас некој не чита. И ако ние викнеме гори театарот, нели, во она либертаријанска смисла, гори театарот, тоа, како што велиш ти, ќе има butterfly ефект. Тоа може да предизвика ни влезе едно маче. Маче не влезе. Кој е гостинот? Ама мачето си влезе и ќе слуша сега. Ќе да слушаш, добро. Тоа може да има сериозни последици. Затоа треба да разбереме дека и ние сега сме во процесот. И секоја наша активност, дали е на Facebook, дали е на Instagram, си носи своји последици или носи своје бреме, своја тежина си има. Тоа е аспектот. И затоа дел од тоа што ние го зборуваме care before you share, или внимавај пред да споделиш. Размисли пред да споделиш нешто. Провери го. Има луѓето доволно е само немој да стискаш маче нема на миксета, нема на миксета. Зашто секој остине. Убаво ќе видам ова, што го гледаме ние да го видат и другите гледкава. Мачка на миксета. Тоа е шаше, новите генерации веќе го разбираат. Тоа што вие сте го напишале на Facebook не значи дека е тоа ваш приватен простор и може да напишете се. Тоа е медиум, како и сите други, пренесува известни пораки. Разликата ја правиме, затоа што ти така го почна целиот муабет, разликата ја правиме меѓу тоа што е новинарство, а што не е. Статусот на Facebook не е новинарство. Ниту текстот на trte.mrte.com кој што вели погледнете што се случило, нема да верувате, ниту тоа не е новинарство, иако можеби trte.mrte.mk се смета за некој медиум, не постои, јас да го искористив во смисла да направам шега за типот на медиуми портали кои што не преплавија низ годините. Меѓутоа, информација, текст на сериозен портал и колумна на новинар и едиторијал на еден уредник и дебатна емисија на сериозна, тоа е новинарство. Тоа што го прави новинарство е пристапот и почитувањето на новинарските. Затоа не за џабе самата новинарска заедница како некој продолжување на континуитетот зодено од почетоците на новинарството па до сега си оформила некаков кодекс на принципи етички на комуницирање, на информирање и се држи до тој кодекс и веројатно тоа треба да се преднесува тој кодекс
и понатаму низ годините како некој, нели? Начин на Наша улога е да им објасниме на луѓето да разграничат. Да. Најпрви, што е факт, а што е мислење. Апсолутно. И новинарите имаат право на своето мислење и тоа го кажуваат во своите колумни, во своите емисии, мислење, така натаму. Многу разграничуваат од тоа што е новинарска вест или што е нешто што е факт. Да, но она што го кажуваш, само извини што ќе те прекинам. Значи, буквално, она што го пишува на Facebook, тоа не го дефинира него како новинар, туку неговиот новинарски производ кој што е дел од медиумот, кој што се држи до конексот на новинарите. Да. Тоа мнозинството граѓани, ние и на младите, тоа им го објаснуваме да го разграничат. Да знаат, да речат. Да, иако секоја индивидуа посебно не може да се абстрахира од својата позиција во општеството. Значи, јас ако сум новинар, не можам на Facebook да напишам новинарството е катастрофа, не читајте ништо, пошто новинарството е глупост. И после да кажам, ама тоа е моје мислење, јас се абстрахирам. Значи, си го носите вие бремето на вашата позиција, одговорноста е и ти тоа што го работиш, и јас тоа што... Не може еден доктор кој што да излезе во јавноста и да каже немојте да се вакцинирате. Без разлика, може би тоа е неговото мислење. Меѓутоа, фелата има консензус дека вакцините се потребни. Не само за COVID, зборувам генерално, постои тој консензус кај неговата фела и вие, ако сте дел од таа фела, не можете да кажете, ама јас на Facebook ќе си го напишам свој... Не, вие како доктор се представувате и себе си и фелата и луѓето ве следат затоа што сте експерт и затоа што сте доктор. И тоа се некои работи ги земав докторите, ама во принцип се работи за истото. Да, вие имате право на свое мислење, меѓутоа имајте предвид дека имате и позиција во општеството и таа си носи своја тежина. Нешто уште на крајот ќе те прашам, сега зборавме, навлеговме во етичкиот аспект на работите, нели? Има интересно едно што дискусии ги водиме често со Радио МОВ и со средношколци и студенти, затоа што они викаат, чекате вие цело време ни вие викате етика. Од една страна кога да ни правите некаков притисок. Сега работата моето прашање. Ние еве решивме како општество, нели, да се држиме до некои принципи кои се безвременски, а тоа се, нели, етичност, точност, објективност, одговорност, отвореност кон плурализам, нели, на мислење и на ставови и така натаму. Од друга страна имаме како да ги задржиме овие принципи, да ги одржуваме оние етички механизми, а да не се создаде отпор кон младите дека нешто им одземаме ние од нивниот начин на комуницирање и на нова. Затоа што они викаат, очека вие цело време ни викате, притисок ни сварат. Дали е тоа притисок? И до кај е притисокот да кажам? Тоа е моето прашање, затоа што и јас се наоѓам некако ситуација да им кажам, луѓе, ама тоа се принципи кои што како консензус што рековме сите до сега сме ги префатиле. Сегаш. И сега тука е моето прашање, дали одиме превише некаде, прејако со нив или не? Тоа е моето прашање што ме сваѓаш што сакам да ти кажам. Што е сваѓам, да, уште од мал или ајде да кажам на училиште многу ме интересираат теми, предметите како филозофија, психологија и така натаму. Затоа што разработуваат теми кои што сите денеска многу ми е интересно тоа дека се помалку разговараме, зборуваме за теми за кои што порано сме зборувале многу. Например, кој е значењето на животот, моралноста, етичноста и така натаму. Зошто сме на овој свет? Нели, ти текнува порано колку такви дискусии правевме, читавме. И мало седење на клупи можевме цела вечер да збориме. Да дискутираме. Денеска не дискутираме за тие теми. И зборевме, например, дали е тоа така и секој има мислење,
А сега имаш можност, например, чека, ако не е така, чека Википедија ќе отворам, дали е тоа така? Да. Денеска сме спреокупирани од тоа, да, што некој друг кажал за тоа и како немаме не си го оптеретуваме мозокот со такви теми. А порано многу размислуваме околу тоа што е етично и кој одлучува околу тоа што е морално, а што не е. И дали имаме сите некаков чип. И јас сметам дека низ нашиот воспитен и образован процес нас не се вградува некаков чип кој што умее да препознае што е добро и што е лошо. Меѓутоа, од кога постои светот, постои тој конфликт меѓу доброто и лошото, и нели во целата холивудска продукција на крајот ќе победи доброто. Колку и да е лошото, силно и моќно на крајот ќе победи доброто и све е тоа окей. Меѓутоа, дали ние секогаш знаеме да го препознаеме доброто или лошото, тоа е едното прашање. А второ е дали секогаш можеме да се спротивставиме на лошото. Нам ни останува, ти тоа што го кажуваш, младите генерации, притисокот кој што им го правиме, и јас сметам дека и кај нив најважно е да ние уште од најмала возраст им го вградуваме чипот. Да оставиме тие да одлучат потоа, ама со вграден чип. Да одлучат што е за нив етички, а што не. И тоа е, еве, ќе завршиме во тој концепт. Идентитетот на методологијата која што ние ја применуваме во овој проект е токму во тоа да ние не им кажуваме на луѓето што да читаат, туку како да го читаат. Да научат тоа што го гледаат, читаат или слушаат, да го разберат. Не им се мешаме во нивниот избор на медиуми или не им се мешаме во нивниот избор на извори на информации. Токму тоа треба го правиме со младите. Не ви кажувам нити кои платформи се добри или лоши, дали TikTok е добра, дали Instagram. Ви го вградуваме чипот кој што ќе ви помогне утре да разликувате што е правилно, а што не, што е добро, што е лошо, што е етички, а што не. А вие самите, кога го знаете тоа, пошто кога човек го знае дека е тоа лошо, многу му е потешко да го направи. Има луѓе кои што не трепнуваат, знаат дека е лошо, го прават и си спијат мирно. Има луѓе, јас, например, сум човек кој што ако знам дека е лошо и го направам, отпиши ме, ја нема да заспијам веќе. И затоа сум решил во животот, ако знам дека е лошо, не го правам по ниедна цена, зашто ми треба да спијам мирно. Мислам, Михајло, со ова го закруживме вака една фино заокружување да направивме на работите, више 50 и кусур минути правиме муавет, може сигурно уште саат време минимум да се правиме. А јас сум си муаветчија, да. Не, ама супер што си и дубаво да имам луѓе кои тебе што имаат, што да ви кажам, а не ја поиша да зборам, сум го викнал некој студија и ја поиша зборам него, а она гости. Да, немаат луѓето и толку, да, искуство и. Ама не, темата е сега интересна, може да збориме многу, нели? И посакувам Михајло успех, ќе комуницираме понатаму во целиот овој проект. Сигурно дека ќе и во она што се вика поттикнување на активно и одговорно граѓанство, нели? Она што се ќе нас сврзува и понатаму ќе комуницираме, ќе се дружиме. На крајот што се сведува на тоа, млади генерации кои што ќе можат да носат информирани одлуки. Ние така го викаме. Значи, одлуки кои што се базирани на квалитетни професионални информации. Ама ќе бидат одговорни и добри луѓе и ќе ги прават и другите добри луѓе. Се надевам. Тоа е хајлајтот на едно фино демократско општество. Благодарам на сите што не слушавте. Ова беше првата од серијата епизоди од You Think, една серија на подкасти каде што ќе збориме, дискутираме и критички размислуваме за работите околу нас и ќе збориме за медиумската писменост. Благодарам сите што не слушате и понатаму Радио Мофи, слушате и понатаму и сите подкасти содржини што ги спремаме за вас. Чао.
Овој медиумски продукт е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Содржината е одговорност на IREX и нивните локални партнери, Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии и Младинскиот образовен форум, и не ги изразува ставовите на USAID или владата на Соединетите Американски држави.